Добар ден, почитувани наши слушатели и гледачи на каналот, ТВ каналот, всушност, Откритија, Discoveries, каде можете да очекувате расправа на мощне, озбилни прашања за кои други медии воопшто не расправаат, нити пак известуваат. Против неправдите во сите области, откритија, решенија, црна листа на незаконити одлуки со имињата на суди, обвинители, адвокати и други органи кои ги донеле, односно направиле и во спрега. Денес е четврток, 22 декември 2022 година. Уште еднаш, добре дојдовте на оваа програма и се надеваме дека ќе не следите редовно во четврток околу 20 часот ваше време. Незаконитите одлуки кои се срам и пропаст за целата македонска држава и народот со тешки последици и загуби и од секаков вид и кои го подкопуваат правосудството и оневозможуваат владењето на правото. Граѓански иницијативи за исправување на таа најголема неправда. Јас сум Силвана Павловска од Мелбурн, Австралија, а со мене се и Агапи Тофиловска и Ана Јаковска од Македонија. Добре дојдовте. Добро вечер, добар ден, бидејќи сме во различни временски зони, добро најдовме. Да, уште од самиот почеток да спомнеме дека овој канал гледачите може да го следат на YouTube, но не само на YouTube, туку исто така и на Telegram, исто така и на BitChute и на Rumble. Така да има голем избор и нема никакво оправдание за да не се слуша оваа програма. Сега, ако сте вие спремни, дали можеме да почнеме со нашата озбилна тема овој пат? Да, секако да. Се надевам дека сте добри, се надевам дека вашите настојувања и должности можете да ги извршувате успешно во нашата родна Македонија. Судејќи по големиот број и се по незапирливото носење на незаконити пресуди, одлуки, решенија и акти од правосудните органи во Македонија, на каков пат се наоѓа правосудниот систем во Македонија? Судството е вклучено тука, обвинителството и другите органи, чија должност е да го заштитуваат правото на секој граѓанин и да бидат првите кои ќе се залагаат за владењето на правото. Во однос на ова прашање кое што бара малку пообсежен пристап и објаснување, би кажала дека правосудниот систем, правосудството во Република Македонија е на многу лош пат, на пат по удолница, значи во еден, тоа не е пат, туку е пад во падје, затоа што со секој ден се повеќе се зголемува бројот на прекршување на човековите права и слободи, токму со носење на незаконите, што во друга, да речеме во подлабока смисла, значи против уставни, против законити одлуки, со кои што едноставно директно се атакува врз поединецот, кој што на тој начин не може да си ги оствари во институциите на системот, односно во преку правосудните органи, своите основни човекови права и слободи. Значи, владењето на правото, што ние секојдневно го слушаме
и што е еден, така да кажеме, висока вредност во една демократска земја, најпрво се создаваат услови, односно треба да постојат услови за тоа да може да го овозможуваат правосудните органи во државата, особено судската власт која што е независна. Значи една од трите столба или власти што ги кажуваме, а која што е независна од другите два столба. Меѓутоа, овдека би опфатила еден проблем кој што не доволно е, мислам дека е и во јавноста, па и на стручно експертско рамниште третиран, или околу тоа не се водат многу дебати, иако има некои и такви трудови што тоа го обработуваат на тој начин, дека кога зборуваме за независноста на судството, претежно се смета, или така да кажеме вообичаено, се смета дека треба самото судство да е независно, односно да има што помалку влијанија нели врз него, да не се вршат притисоци на самите нели суди кои што се вработени во судовите и така натаму. Меѓутоа, другата подлабоката страна или основа на овој дел, значи на независноста на судството, всушност, значи во суштина значи дека судската власт, односно судовите, односно сите кои што работат во судовите, а тоа се судиите, конкретно зборуваме сега за судството, значи за судовите, тие всушност треба да овозможат, значи судската власт да направи секакви потребни услови кога тие едноставно се во позиција да одлучуваат во предмети, во постапки за слободите и правата на граѓаните, односно за нивно прекршување, значи тие да им овозможат на граѓаните еден независен орган како што е судот или тој што постапува судијата, да може да им овозможи достапност, значи до правдата, да може да се одлучува во заштита на нивните права, значи во таа смисла да имаат граѓаните независен орган кој што ќе може на најдобар начин да им го овозможи остварувањето на нивните права и слободи и секако санкционирање доколку некој им го прекршува, а не дека самите судови или судската власт треба да е независна од сите, а потоа да се одлучуваат нели како на секому ќе му е нели волја или како мисли. Еве и другиот момент овдека може да го фатиме, дека според стандардите еве што се влезени во уставот и во законите на Република Македонија, судијата има слобода на слободно судиско убедување при носење одлука. Меѓутоа, тоа не е апсолутна слобода на било какво слободно мислење, туку тоа мора да е врзано, мора да има противтежа, токму во ова претходно што го кажавме. Такво слободно, што ќе овозможи на најдобар начин заштита на правата на граѓанинот. Значи, негово, доколку дојде кај него граѓанин или предмет, каде што некому му се крши некое право, тој треба тоа свое слободно судиско убедување да го употреби на најдобар можен начин, значи во таа постапка да биде едноставно заштитено правото на оштетениот, едноставно да може тој да ја потврди едноставно
таа одлука што би ја донел судијата во заштита на правото на тој оштетен граѓанин да потврди довербата во судијата, во неговото законито, совесно постапување при носењето одлука. А ние што имаме случај? Значи, таквите одредби од Уставот и од законите се толкуваат многу површно и тоа за жал самите судии го користат, го злоупотребуваат за носење незаконите одлуки кои што си ги покриваат со таквите одредби дека тоа бил нивно судиско слободно мислење, убедување и дека едноставно нив ги заштитува, нели овие високи што се стандарди за независност на судство и овие одредби во Уставот и законите, а со самото тоа, значи, воопшто не се води сметка за заштитата на правото на граѓанинот и слободите. И на тој начин понатаму ќе објасниме, значи, овие иницијативи што ги поведуваме се всушност во таа насока да укажеме дека на тој начин со таквото недоволно, како да кажеме, со многу дупки, недоречености и непрактикување на самите вработени во судовите, односно судиите, оние што носат одлуки, се прават најголемите прекршувања на правата на слободите на граѓаните, особено на оние што дошле пред тие судии да си го заштитат своето право и дека тука го вовлекуваат и судот и целиот систем да го оправда, како да кажеме, да го институционализира тој незаконит судски, така да кажеме, кривичен, криминал или коруптивност или од било кои причини што се носат такви одлуки, затоа што еве и во нашиот устав и во оние стандарди кои што се и во повеќе земји во светот, особено на ниво на Европа или на ниво на земјиве што се во Европската Унија, значи секаде судиите се заштитени да не можат да имаат лична одговорност за своите одлуки што ги носат. Значи, меѓутоа, тоа е направено пак како што реков на почетокот, за да им се даде поголема можност тие да одлучуваат совесно, да одлучуваат во најдобар интерес на заштита на граѓаните, да не трпат притисоци така натаму, или дека под страф, дека ако некој за нешто ги повика на одговорност, дека тие едноставно не би ја донеле најдобрата одлука или пресуда. Меѓутоа, овдека е се обратно поставено. И сега, значи, начинот на кој што тие се заштитени да немаат лична одговорност, туку за нивните лоши одлуки, значи, државата треба да одговара. Тоа е секаде, само со некои исклучоци има, меѓутоа генерално секаде, па и кај нас, не може судија да одговара за својата погрешна, да речеме, несовесна одлука, туку одговара државата, што е воопшто не принципиелно, неприфатливо, уште повеќе затоа што таа положба на судијата, на судиите, тие самите ја злоупотребуваат. Значи, со тие покриености што им ги дава, така да кажем, и Уставот и законите, тие тоа го злоупотребуваат. И затоа довербата, наместо да станува најголема, наместо тие да постапуваат во суштина како независна судска инстанца, односно власт во една држава, која што е непосредно и прва за владење на правото да се воспостави, значи тие постапуваат сосема спротивно и затоа довербата во Македонија минатата година, кажувавме во емисиите, дека е 8%. Значи, граѓаните немаат воопшто доверба, токму поради тие злоупотреби и изигрувања
законите и на уставот и на сите други пропишани конвенции каде што судијата треба да биде една личност која што ќе стои на врвот, која што само правдата ќе ја биде пред очи, која што поради тоа ужива и најголем углед, треба да ужива во општеството и во државата. Меѓутоа овдека е сосема обратно. И кај нас меѓутоа и пошироко, за жал. Значи, патот во кој се наоѓа правосудниот систем, судството, обвинителството и другите сите органи е погрешниот пат. Поради тоа и затоа тој малку доверливост во самиот систем, кој што донесуваат одлуки. Така да ве прашам, кој е процесот на поставување суди и кој ги поставува истите? Во последно време гледаме на телевизиските канали во Македонија личности кои што се земаат си некаква одговорност, кои што всушност никогаш не ни слушале предмет, имаат раководна должност или пак во случајот со јавниот обвинител, приказката околу тоа како дојде да тоа лице биде избрано од страна на комисијата на судии за главно да биде на самото обвинителство. Мене ме занима кој е тој процес и дали е според стандардите и предностите например на европскиот систем или на другите што се во западниот свет. Па добро, во Македонија тоа е дефинирано со законот, суставот прво, бидејќи меѓутоа таму е толку малку, како да кажеме, тие одредби нема подлабоко објаснување околу начините, а ова е прашање регулирано со самиот закон за судовите, каде што има и во делот начинот на кој што се врши избор и назначување на судии. Таму и околу тоа се водат и во стручниот сектор се водат дебати околу тоа, нели, за да се постигне што поголема независност на судијата, како тие да се избираат и после, ете така, да кажам, некои одредби што се во законот дека одредени судии треба да ги значува, да речеме, законодавниот дом, па председателот на државата, меѓутоа бидејќи тие се властни, или, а судската е независна, треба во однос на нив да биде, значи се појавува некоја противречност и на крај мислам дека повеќе и кај нас веќе почна да се прави избор и назначување на судии преку советот на суди или судскиот совет, што е дека тие треба самите, нели, меѓу себе, без надворешни влијанија, самите, да речеме, демократски начин, да си ги изберат најдобрите од нив. Така и во однос на јавните обвинители, значи совет на јавни обвинители, како ќе одлучи. Сега и тука е прашањето врз основа на што врз основа на кои критериуми тоа се прави, доколку тие самите како најупатени, како најблиску до она, нели, дејност која што обавуваат и со искуство, ќе можат да предложат такви суди, односно обвинители кои што најдобро ќе вршат задачата. Меѓутоа, тоа е повторно само на полето на можностите и на теоријата, како да кажем, на добрите намери или на добрата пракса што треба да постои, да се воспостави при изборот на суди обвинители, демократски начин. Меѓутоа, се покажа дека во нашето општество, значи во нашата, што велиме, таа постоечка матрица, што владее, како да кажам, секаде, па и во судовите, и покрај тие демократски начини, самите да се избираат, значи, и тој дел се на некој начин злоупотребува. Значи, свеста
и овие високи стандарди што се пропишани, еве ќе спомнеме дури еден така документ што е на ниво на Европа даден, меѓутоа важи воопшто мислам за таа судска проблематика. Значи самите тие не можат да ги до крај прво може би и разберат, второ да ги имплементираат, да ги применат во својата дејност. Значи тие се вршители на јавна функција. Тие не се таму поради себе. Тие се поради народот, поради граѓаните. Значи тоа е државна функција, како да кажеме, и затоа има многу работи со кои што се проверуваат, нели, од каде име, да речеме, одредени материјални така натаму средства или било што, на кој начин ги стекнали така натаму, затоа што таа судиска или јавно-обвинителска функција е таква што одговара пред народот. Меѓутоа се уште, значи таа суштина е на последното место, место да биде на првото, и тие самите меѓу себе едноставно функционираат повторно за лични, за други, најчесто политиката, значи што не треба секаде и со тие стандарди забрането да биде на било каков начин во релација на некоја политичка или со некои политички активности, дури да се на некој начин да комуницира или да е присутни во јавности со политичари, со оние кои што нели ја имаат или ја носат моќта на друг начин и така натаму, токму поради тоа како да кажеме основана нели сомневање дека би биле подложени на подкуп, на корупција и така натаму. Меѓутоа гледаме дека кај нас политиката се уште одлучува, значи и во судовите, и во јавното обвинителство по тој клуч, особено по партиски назначувања или по некои, како да кажам, дошепнувања или оддалеку влијанија, се местат кадри кои што се гледа дека работат во интерес на некоја политичка, мислам тоа е веќе јавна тајна, политичка партија или политичка програма, а најмалку за она како треба и дека да бидат најпрво во служба на самите граѓани, на народот, и поради тоа и на тој начин и околу изборот, значи имаме неправилности, воопшто не е соодветен, не се применува. Пред малку рековте дека дали тоа се должи на тоа што не знаат, не се способни, или пак тоа што го не знаат, не се способни и не знаат никако да го имплементираат и дека не го знаат. Не знаат таа должност, колкава е таа должност и дека постои таа разлика помеѓу таа функција што треба да ја вршат тие со она што со нивната приватност, како мислам лица кои што не ја вршат таа функција. Таа разлика веројатно не ја разбираат. Агапи, би сакала да се обртам сега до тебе, ако можеш ли да ни дадеш некои примери од твоето знаење, твоето искуство за тоа, за ова што зборуваме сега, правосудниот систем и патот по кој тој ходи, нели, овие посебно 30 години, 31 година, сега може би влегуваме во 32-та година. Па до сега искуствено, од ова што Ана го изложи како такво, од тоа што реално се случува надвор во оние згради кои што се наречени ѓоа судови, јас ги викам, значи можеме да констатираме дека судиите се навистина независни. Независни од честност, независни од разум, независни од човечки доблести, независни од срам апсолутно се независни од срам.
пошто сега скоро донесоа една одлука со апсолутно кршење на, не знам, што такво нешто не постои како израз во правниот промет, ама они го користат како фраза за ослободување за некоја си пресуда каде што се коментира дека не е како што треба. Тоа не е наша работа, нели? Ние можеме да одиме таму, да плаќаме што треба, како граѓани кои си ги бараат правата и слободите, и да ќутиме кога не лажат. Значи, ако зборуваме за законите и уставот во Република Македонија, те имаат прилично солидна основа од она што јас го познавам. Јас не сум правник, но сум прочитала и гледам дека се добри законите. Тоа дека викаат дека судиите не одговараат, ги штити уставот или законот, тоа не е вистина. Значи, секој, дали е службеник, дали е председател, дали е чистач, дали е доктор, одговара за чинење кривично дело. Значи, во законот пишува дека судиите не одговараат за донесување на својата одлука. Меѓутоа, пред тоа, во законот пишува дека одлуката судијата мора да ја донесе согласно законите, согласно уставот и не смее да излезе надвор од рамките на истите. Така да, во оној момент кога тој донел спротивна одлука на тоа што го пишува во законот, тој судија автоматски веднаш треба да одговара со разрешување, поведување дисциплинска постапка и поведување судска постапка во која што ќе се утврди неговата вина. За вината, Ана исто така спомна дека многу често, да не речам најчесто, државата Македонија, односно буџетот на државата, а буџетот што е? Парите од сите нас, граѓаните на Македонија, се обештетуваат сите неправилни одлуки на судиите. Значи, сега видите го колото. Судијата не одговара наводно, така? А од друга страна, оној што е неправедно осуден има право да бара оштета и таа оштета ќе му биде платена од сите нас, наместо од овој судијава што наводно не одговара. Така? И така е направено колцето и нема врска со реалноста, нити со закон, нити со устав. Тоа воопшто не е така во уставот и во законите. Туку тој мора да одговара и мора со личен имот да одговара од она што го поседува тој и неговите блиски во фамилијата. Има таму точно до каде се гледа конфискација на имот, на кого се врши. Не само него и по деца, и по внуци, и по братуче. Ке се докаже. Значи, трагот на парите ќе покаже каде се отидени тие средства кои тој со корупција ги стекнал, заради донесување на неправедни, спротивни на устав и закон одлуки. И сите овие реформи што се случуваат, не знам колку години, 20-тина, 30-тина, поима нема, во ова наше судство, водат кон само полоши решенија, во смисол само си ги подесуваат поповолни за нив условите, бидејќи гледаат дека народот дали не разбира, не сака да се меша, не е упатен, зашто за тие теми не се дискутира во јавни дебати. Па за правата лични треба на големо да се разговара кои ни се и какви ни се во општественото живење, во нашиот секојдневен живот, за да знаеме каде да побараме, што да побараме, но не се случува тоа. Рековме прашавте за изборот на како се врши изборот на суди, обвинители и едни други.
Па се почесто се врши, ако некогаш се вршел по нивото на образование, по силината на знаењето, што ја поседува одреден судија, по неговите морални квалитети, денеска се врши по обратен редослед. Оној што најмалку знае, тој не ни знае што прави таму, не ни знае колкава е неговата одговорност, нема образование, има купени дипломи и она што го прави по нарачка, нели? И поема нема како тоа се рефлектира, ниту па го интересира на целокупното живење во општеството. Меѓутоа, казните за таквото однесување и за таквите последици се огромни. Во енормни размери. Тие дури и велепредавство можам да го наречам било каквото, затоа што тој уништува не само еден живот, не само една генерација, туку повеќе генерации во едно семејство. А во сите семејства, значи тоа е уништување на државата. Сега, преска спомнавме дека партиите се тие што ги назначуваат и чуваат во позадина ваквите судии и обвинители што нема да покренат обвинение, судии што ќе судат спротивно на устав и закон. Па најлесно би било, по мене, да се забранат партиите. Не треба да постојат тие. Тие се само генератори на злото. Тие не можат да постојат во оваа форма, оти гледаме дека водат само во пропаст. Партиите се генераторите кои што мора да се избришат од постоењето на... Може ти да имаш некаква партија политичка, која што сам ќе си ја финансираш, од твоите членови и поддржувачи на кои што им одговара ќе бидеш, нели, финансиран, па да видиме ние колку се тие будали што ќе те поддржат, простете на израз, да си аплицирал за некаква Европска Унија која де факто е распадната. И да ги лажеш упорно граѓаните 30 години дека тоа е битното. Па да видиме колку луѓе ќе дадат пари за ти да им збориш такви ноторни лаги и да одиш по нив. Значи, забрана на партиите ќе биде експресно решавање на проблемите во судството, а судиите се генератори на целото зло во општеството, бидејќи не може да се дојде до правда. Ти ако немаш правда и казна за сторени недела, не можеш да очекуваш никаков ред, зашто на крајот сите сме луѓе и во човековата природа е и нередот. И уште едно сакам да кажам, пример личен, имаше една деновиве се појави, мислам дека се вика Чачаровска или е Чочоровска. Не сум сигурна. Истата ова сега се наоѓа како судија во судски совет. Нели рековме дека судскиот совет ги назначува сега судиите, обвинителите, не знам колку назначуваат, нели. И сега оваа истава, јас сум била кај незе во 2000, веројатно беше 19 година, во врска со криминалот поврзан со парното во Скопје преку Balkan Energy Group, така се викаше фирмата БЕК, која што ја узурпираше практично Топлификација од народот и сега само менуваат имиња, последно гледаме дека е сега под капа на владата во собственост на Електростопанство на Македонија. Значи, не знаат сега каде да избегаат, само ги менјаваат овие наводните собственици на фирмите и имињата на фирмите, за демек нема да им се фати крајот. Кај ќе одат? Нема каде да бегаат. И сега, оваа истава Чачаровска,
што ќе одела да ги преиспитува апелацијските судии кои што донеле незаконска одлука пред некој ден, за која што брои македонската јавност. Била адвокат во моментот кога јас со уште 5 членови на НОПА Саран бев во владата во 2019, јас ја прашав кој сте вие, во кое својство не примате. Јас сум советник на премиерот, овој, како се викаше Муртинецот, Хобожемскиот премиерот, Зоран Заев. Она била советник, значи таа го советува, а пред тоа работела како адвокат. И ние викаме, ама видете ова, еве ви донесовме некои си 100 предмети со незаконски одлуки, да се види како работат судиите, дека е се спротивно на закон, дека сите институции се врзани во тоа коло, извршители, нотари, адвокати, фирми, судии. Таа вели, ама и јас така имав клиенти што ги бранев од парното, што да правим, и јас еве лично си плаќам 10 евра. Ма не се работи за 10 евра, се работи за плячката која што се врши врз народот, со која што се создаваат црни фондови, кои потоа, значи народот е оплячкан, и со црните фондови ти уште го подкупуваш, за да може да преживее, и така всушност се создава корупцијата. Така ти создаваш коруптивно општество. И сега, таа истата, ако денеска после сите незаконитости, криминали, корупции, треба да оди да ги испитува апелацијските суди, што понатаму да разговараме? Всушност, еден... Треба самата да се откажи од сето тоа. Ама независна е од честа и од срамот. Како да се откаже? Нема ни чест ни срам. Треба да имаш, нели, во себе чувство на срам и да речеш, не можам јас ова да го правам. Не можам. Така да, еден бивши обвинител, не знам дали го разрешија, нешто не им одговараше, веројатно по закон и по устав работеше, човекот Војо се вика, не знам како се презива, вчера го прочитав, вели, се додека ние имаме во затворите луѓе кои што за 27 април 2017 се казнети за наводен тероризам и ние ќутиме, иако сите, он збори за правната фела, бидејќи е обвинител, или бил, доскоро беше, вика, ако сите ние, правници, судии, обвинители, адвокати, ќутиме и не реагираме на тоа, дека луѓето ниту постоел тероризам, ниту можат да одговараат, најмалку да бидат со години затворени и со векови казнети, 216 години е вкупната казна на тие 15 на колку се, не можеме да разговараме ниту за право, ниту за правда, ниту за никаков правен систем. Што пак доведува, нели, до состојбата дека практично кога нас државата ни е окупирана и одземена, не можеме да разговараме дека можеме да воспоставиме додека не си ја повратиме државата. Тоа треба да го направиме, за да го вратиме реверзибилно целиот процес да се воспостави правна држава. Да. Дали знаеме колку од тие судски судења против судии кои донесле погрешна одлука или решение, дали знаеме, доколку е поднесена жалба, колку од нив всушност се е утврдено дека ја злоупотребиле нивната должност и дека нивната одлука не е праведна и за тоа одговараат. Дали имаме такви случаи и предмети во Македонија, каде што луѓето се
се, мислам, обвинети и потоа одговараат за тоа што го направиле. Јас лично имам поднесено кривични пријави против најмалце 5-6 суди и обвинители и слични од фелата, еве да речеме директори на агенции, нели, тоа спаѓа под државен апарат. Ниедна кривична пријава не е процесуирана. На глобално ниво во Македонија, ако разговараме, па не знам, може би има разрешено 1-2, ама не ги знаеме кои се. А има колку суди таму имаше? 700-800, колку се суди во Македонија? Па така нешто доста Значи, има. огромен е бројот, а никој не одговарал, не можам да речем никој не одговарал, ама може би има, ама не се знае. Да, не знам Ана дали знае некои подробни податоци Па, околу. во однос на ова, значи, тоа се осамени, како да кажем, изолирани случаи, повеќе има, да речеме, и те во колку се утврдило нестручно вршење на својата службена должност на судија, незаконито и така натаму однесување, значи, се има постапка, се поведува пред Советот на судии во однос на тој судија и има, мислам дека во последно време така доста разрешени судии по тој основ. И тој механизам е еден од тие со кои што судија може да се повика на одговорност, се разбира или тоа релевантни докази и така натаму, а ние кажавме дека за тоа најрелевантен доказ се самите нивни одлуки, присуди што ги носат, бидејќи од нив се гледа таквото незаконито постапување. Инаку во законот е предвидено доколку нели тој се затече во вршење на кривично дело, значи во неколку случаи дека може да биде кривично гонет, ова зборувам за кривично, и дека да одговара. Меѓутоа, тоа се многу мал број случаи, се случуваат бидејќи судиите и според уставот, како што е сега во ова, мислам, важичкиот, и според законот за судовите уживаат имунитет. Значи не може за секаков прекршок без докази соодветни што се пропишани како вид на докази, ако некој успе да докаже, не може да му биде симнат имунитетот единствено за кривични дела, значи за кои точно ќе се утврди дека се направени, и тогаш по итна постапка треба Советот на судии да одлучува да му се симне имунитетот за да биде гонет, значи процесуиран кривично. Меѓутоа, со оглед на тоа што тие навистина вршат тешки злоупотреби на службената должност, значи и кривично може да со тоа стекнуваат услови да кривично да одговараат, овие начини не се доволни и повеќе одат во нивен прилог, затоа што самите судии, обвинители, адвокати, бидејќи за своја заштита добро си го знаат правото, ги знаат начините и затоа ги заобиколуваат тие начини на кои што може да бидат процесуирани кривично или да одговараат, туку на друг начин ги прават тие, да речеме, прекршувања или како да кажеме, кршење на законот, каде што понатаму во постапка, дури ако се поведе, повторно гледаат начин на кој што може тие да се спасат, нели, да избегаат едноставно, да се излечат од одговорност. И бидејќи тоа стана општо место, значи пракса е
токму на тој начин да се вршат најтешките злодела и спрема државата и спрема народот, и гледаме што се случи со државата, тоа во друга прилика ќе го соодветно кога ќе е темата таа експлицираме, меѓутоа останува фактот дека се уште и се позасилено се оштетуваат граѓаните, а за тоа никој на начин потребен, значи или еден ќе сноси одговорност, а да речеме треба да сносат стотици такви, кои што секојдневно во институциите на државата, во судовите ги прават. Значи имаме најнови примери на нешто за кое што апсолутно укажува на некакво прекршување. И сега да се види од кој ред во судовите, дали се тоа самите суди, дали оние што се во архивите, па, како да кажеме, кој што ќе го прими, да речеме, одреден предмет или представка или било што, ама ќе го сокрие во фиоката. Значи нема да го процесуира. Има и такви случаи, затоа во следна прилика со друг гостин, така да кажеме, кој што ќе говори исто така во емисијата, ќе може да го образложиме. А имаме некои примери од порано, значи први што се најдоа, да речеме, на црната листа, па може и тоа во додека емисијава трае да го фатиме како пример. Може ли јас да се вклучам овде и да кажам, еве, пошто тој пример го земавме со плячката со топлификација, БЕК и парното во Македонија, тоа е огромно, од огромни размери, со многу пари, тоа е енергетиката и е поврзано исто така и со ТЕТО, тоа е една таква фирма за електрична енергија, и со ЕВН, ЕСМ, значи целокупната енергетика ни е одземена. И сме уценувани, она што се случува сега во моментот. Во 2017 година НУПА Саран има доставено, тоа е здружение на граѓани кои што се боревме за нашите права, за плячката на БЕК, и до председател на апелационен суд Лилјана Ивановска Шопова беше во тоа време, 29 септември 2017. Имаме доставено барање за правични судења, нема да го читам сега тоа, значи бараме да се сопрат судиеве, значи целосно незаконски работат, спротивно на сите закони. И меѓу другото е доставен список на судии во апелација кои имаат пресуди спротивни на устав и закон, и да се проверат. Ги доставуваме, значи, пресудите, ги доставуваме имињата. Јас сега ќе ги прочитам. Лидија Мартиновска, судија во апелационен суд. Значи, сите се овие судии во апелационен суд. Лидија Качева, Агим Мислими, Лидија Димчевска, Стана Зафировска, Енвер Беджети, Анита Бошковска, магистар Суат Алиу, Гордана Ѓорчева, Радица Василевска, Олга Ангелова, Афрдита Шеху Асани, Мустафа Дардишта, Амир Абдулаи, Фатмир Скендер, Славица Попчевска, Катерина Георгиевска. Од сите овие, ние што сме се собирале како луѓе, имаме лични пресуди во рацете, ги ставаме на куп, правиме фотокопии и ги носиме кај судијата, кај председателот на апелационен суд. До денеска јас не гледам некаква реакција, зашто они се фатени, што направиле, не знам, мислам дека едната Лидија, дали е Димчевска, е денеска председател на апелациониот суд. Не сум сигурна дали е оваа Лидија Димчевска или Лидија Мартиновска. Мислам Димчевска, како се вика председателот. Затоа што јас
Пред 4 години им ги затвори вратите, откако 6 години ми ја пиеа крвта и ме претворија во тоа што се тие. Не се. Понатаму имаме тука допис до председателот на Основен суд Скопје, значи и на понискиот суд и на повисокиот. Нели, зашто двата? Доставена на, сега ќе ви кажам, има тука, на истиот ден, значи, а председателот е Илир Сулеймани. Не знам дали е уште, овој не го сменија, мислам дека е уште, може и председател на државата да го стават, зашто све е под него, више не знам што да кажам. И сега, и тука се наведени судиите во Основен суд Скопје 2, кои што донесоа незаконски противуставни овие пресуди во БЕК, во корист на БЕК. Тоа е Балкан Енерджи Груп. Денес не знам како се вика ЕВА по ДСМ, но истото е. Во овој криминал се вмешани сите влади од пред 15 години кога се влезени. И вика, Весна Богдановска, сега ги читам, значи судиите кои што се на црна листа и чисто пресуди биле незаконски и мораат да се проверат. Весна Богдановска, Емилија Шопар Јованова, Јасмина Блажевска, Благица Ѓошевска, Андреј Димовски, Виолета Поповска, Љубица Колич, Мирјана Смилкова, Мирјана Нонковска, Татјана Поповска Николовска, Наташа Тодорова, Татјана Клинчарска, Весна Стрезовска, Даниела Миновска, Гордана Ролевска Чупева, Магдалена Бајалска Георгиевска, Гордана Билеска, Марика Скендева Мурџева, Зорица Цунгаровска, Бесник Авдија, Аги Малиев, Марија Скалова, Александар Младеновски, Снежана Таневска, Ивица Тодоровски, Никола Блажевски. Овој Никола Блажевски беше секретар, администратор, кај него одевме кога баравме прием кај председателот, кој што не прими, пошто знае дека све знаеме и дека се живи фатени. Но не се. Овие сите, овие докази, со се, е однесено во владата на Република Македонија. Кај таа Чачаровска, она советува. Што да советува? Сите се врзани во една иста корупцијска мрежа и не можат сами да се разрешат. Мора да се дојде до состојба народот да си ги бира своите суди и веднаш да ги смени ако не им чини, за да овие сите бидат тргнати. Зашто овие се само изведувачите, а нарачателите се оние што седат во банките и во кои се? Па тие во, не знам, во така наречената власт, веќе нема власт. Да, така наречената власт. Да. Тоа беа навистина долги списоци со имења. Овие не се ни 10%. Да. Пред малку почнавме да зборуваме за стандардите според кои треба да се однесуваат и да постапуваат судиите. Можеме малку поопширно ова нешто да го разгледаме. Да, еве сега само еден од тие документи ќе така малку може да го разгледаме. Како е тоа регулирано, особено во Република Македонија, и дали тие се доволни всушност или се потребни други механизми и какви механизми се потребни? Да, значи ова е еден документ на европско ниво, значи документот е од 2002 година, значи до сега имаме 20 години од како е поставен, и ако не било нели јасно што тој треба суштината на ова што зборевме, со кое што им го дава највисокото место на судијата да може
да одлучува за правата и слободите на граѓаните. Значи има поминато 20 години, ако не било јасно, требало до сега да биде најјасно, и ако имало вакви пракси пред 20 години кога се утврдувале овие стандарди, сега требаше да цвета, значи, правосудството и судството. Ова е, значи, од Страсбур, 19 ноември, и пишува Советодавен совет на европски суди, значи европски суди на ниво на цела Европа. Мислење број 3 на Советодавниот совет на европски суди, за Комитетот на министри на Советот на Европа, за принципите и правилата за професионално поведение на судиите, етика, несоодветно однесување и непристрасност. Значи, повеќе работи се опфатени и се укажува токму, нели, на основите на кои треба да се базира секое судиско поведение. И сега, тоа е малку подолг во интерес, нели, на да не биде обширно, само ќе споменеме дека во подготовка на ова мислење зеле предвид повеќе документи, значи предходни, како на пример основните начала на судиската независност од Обединетите нации од 1985 година, препораката број Р 9412 на Комитетот на министрите на Советот на Европа за независноста, ефикасноста и улогата на судиите, Европската повелба за статусот на судиите од 1998 година, како и Кодексот на судското поведение, нацртот Бангалор. И дека тоа мислење што го даваат во 2002 година, значи покрива две главни сфери: начела и правила на професионалното поведение на судиите, базирани на етички принципи, кои мора да задоволат многу високи стандарди и може да бидат инкорпорирана во изјавата за стандарди за професионално поведение, подготвена од страна на самите судии. Значи, тука се ставил акцентот на нивно самостојно одлучување, значи, пропишување, утврдување на што повисоки, значи, стандарди на ова нивно независно, ама во смисла обезбедување на најголема независност на граѓаните, да се дојде до правдата и до владење на правото. Значи, и исто така ги опфаќаат и начела и постапки кои се однесуваат на кривичната, граѓанската и дисциплинската одговорност на судиите. И сега се поставува и се поставиле и прашања, значи, дали постоечките правила и начела се во секој поглед усогласени со независноста и непристрасноста на трибуналите, барани од страна на Европската конвенција за човекови права. И сега ова комитет, или на суди, барал одговори на следните прашања: кои стандарди на поведение треба да ги применуваат судиите, како треба да бидат формулирани овие стандарди, што доколку треба да се применува кривична, граѓанска и дисциплинска одговорност. Колку што јас еве вака, бидејќи не сум правник, не сум стручњак, меѓутоа како граѓанин пред се ги разгледував, тие се многу јасни, како да кажам, поставени и одат, нели, по секоја од овие зададености, на кој начин ќе ги дефинираат. И кажуваат истото, нели, што го кажавме, дека е важно, значи така треба да бидат сите овие воспоставени стандарди, значи во државите управувани според владење на правото, јавноста овластено да очекува да бидат усвоени општи начела,
вклопливи со правото на правично судење и гарантирање на основните права. Значи, ова може да се каже еден темел на тоа како е поставено и како треба да изгледа едно судство. Значи, кога станува збор за основните права, значи, тоа не може ниту еден судија да го абстрахира. Значи, тој мора да суди за основата прво. Ако некој човек е оштетен, граѓанин, на било каков начин, значи, мора нему судскиот процес да му возможи правда, да достигне правдата. Значи, не е достигање на правдата исто така, ако правдата дојде по 30 години. Значи, тоа е оневозможување на основните права на човекот, што е должен судот да ги заштити. Значи, овдека гледаме дека при носење, например, на незаконита одлука, човекот го губи спорот, настапува извршител, кој што му извршува од неопходен имот, ги губат своите домови. Или, например, од плата некоја, која што нема толкова, или не е голема, значи му се одзема, да речеме законски е тоа третина, меѓутоа, доколку нели долгот според таква утврдена присуда е голем, значи секој месец третина од неголема плата него ќе го доведе до работна сиромаштија, значи ќе го исцрпи целосно и него и неговото семејство. Уште повеќе затоа што ако таа присуда не е валидна, значи е незаконита, значи оштетениот граѓанин е оштетен од самата таа одлука од судијата без основ. И значи таа мора по секој закон, како да речем и по обичајно право, не мора да има ни одредба, значи таква присуда мора да падне, мора да биде оспорена, значи таа не може да обстои. А во стварноста, во праксата се случува дека такви присуди едноставно, поради тоа што Агапи спомна дека сите се поврзани, значи се штитат, по високиот, по нискиот го штити, или судијата од апелација го штити одреден од по нискиот суд што е донел и само ја препрочитува, прецитира таа негова одлука и кажува жалбата е неоснована или така. Значи има многу случаи кога не може да дојде до правда, а темел е според стандардите заштита на основните права. Значи, сето тоа да не го читаме, можат гледачите да си го побараат, го има на интернет, може да го симнат како документ. Значи, има за се, како да кажам, така во некоја општа форма кажано, која што општа форма треба да ја развијат самите судии секаде, значи, вика и нас на местата на кои што работат. Меѓутоа, интересно е тоа што кажавме на почетокот, дека и покрај сето тоа, и начинот на кој што е поставено, и на кој што треба да размислуваат самите судии како да постапуваат, значи како да го остварат ова во својата дејност во заштита на правата и слободите на граѓаните, гледаме дека што се однесува до таа одговорност, рековме дека скоро во сите случаи, значи во сите земји, праксата покажува и начинот на кој што е законски утврдено, дека тие не може да бидат лично одговорни, значи за нивните пропусти, за нивните злодејства, за нивните незаконити злоупотреби на службена должност, одговара државата, а тоа сме сите ние. Значи сите кои што се и оштетените го плаќаат, ја плаќаат казната, оштетата, повторно, а тој си продолжува, нели, на тој начин да се биде заштитен како рековме во дупка мечка, значи да не го допре ништо, да, и само во некои спорадични, како да кажам,
не толку, нели, што ќе го потресе целиот тој систем за да падне, едноставно тоа таква незаконито вршење на својата судиска функција, ќе се покаже демекеве ги осудивме тие, ги фативме тие или одговараше тој, меѓутоа тоа е капка во море. Значи, кај нас истото се случува и поврзаноста, или на кој начин тие си се штитат, си уште, мислам, на највисоко ниво е тоа, наместо ова другото да биде на највисоко ниво. Има тука, да, сега опфатено е, нели, како треба и етика, зборувавме, да не го преповторуваме, значи го има документот, може секој да си го види, да се прочита. Да. Документот оде на која адреса? Па тоа може да го најде на пребарувач, нели, на интернет, независност на судство може да каже, или самиот документ, значи Советодавен совет на европски судии, нека кликне, има Страсбур 19 ноември 2002 година. А можеме и во видеото доле под видеото да оставиме Да, линк? ќе оставиме линк, да. За да го видат. Да, од повеќе документи, да, може и така. Значи ова е тука, го има од 2002 го има и бројот, евака сега. Евака, ќе се види. Значи по тој број и може да се најде. И сега сака само, бидејќи со примери почнавме, а во врска е, нели, со темава околу тоа стандардите што не се почитуваат, само сакам да дадам два примери, кратко ќе биде, може поопширно следниот пат. Во списокот што ги прочита Агапи на судиите, нели, кои што има донесени незаконски одлуки, пресуди, беше спомната Емилија Шопар Јованова. Да. Таа судика кај нас на црната листа на Сдруженијето на граѓани, граѓанска иницијатива за здраво, достоинствено, возвишено живење природба на нашата веб страна е прва на таа листа наведена. И само на кратко за неа, значи тоа е во предметот пресуда 11 ПБР 10510/07 од 12.7.2013 година, поради тоа што го одбила како неосновано тужбеното барање на тежителот и пресудила во корис на тужениот стоматолог, кој всушност му го инфицирал максиларниот синус на тужителот, без при тоа да му пружи помош, докрај несовесен, значи не сакајќи да ја признае својата вина, избегнувајќи ја својата одговорност, при што исто така и до судот не доставил никакви докази, особено не ја доставил потребната медицинска документација, а тоа се, нели, има лекарски картон, што тој го води, лекарски дневник, здравствен картон на име на тужителот, што е кај него, нели, кога му го лекува забод, налози за плаќање со талонче од син картон и друга потребна документација, значи тој ништо не доставува, тужениот стоматолог, и покрај тоа што оштетениот тужител од своја страна ги доставил сите потребни докази заедно со судско-медицинско вешто мислење, во кое буквално стои: од податоците содржани во списите на предметот се гледа дека оштетениот во тек на лекувањето на забите во 2003-2004 година се здобил со воспаление на левиот синус на горната вилица, со кое е утврдена причинско-последична врска по основ на надомест на нематеријална штета предизвикана кај тужителот како последица од интервенција и инфицирање на максиларен синус од страна на тужениот,
Судијата Емилија Шопар Јовановска донесува крајно несовесна, нестручна и како корумпирана присуда. Пресудата е потполно неиздржана, необјективна, полна со лаги, невистини, со тешко искривување на доказите, а со тоа искривување на вистината и тоа од страна на самата судија. Значи, судијата ги преработува дури исказите на самиот тужен, значи лекарот, стоматологот, и кај се појавува како негов адвокат. Значи, во записниците од ручиште, стоматологот повикан, значи од судијата, на прашањето дали вие му го лекувавте тој зап на тужителот, тој вели да, јас му го лекував, значи кажува дека тој бил точно на тој зап преку кој е пробиен максиларниот синус, за да во пресудата, а пресудата е од 13 страни, каде што самата судија се впушта во преиначување на самите докази, во изведување на некоја неизина вистина што нема врска со фактите, за на крајот, замислете, ова е значи ремек дело на несовесно одлучување, за на крајот вика, цитираме, значи овде образложено, нели, зошто е таа ставена црна листа, значи ова стои во незината пресуда, вика, врз основа на сето изнесено и доказите, не може со сигурност да се каже дека тужениот воопшто вршел интервенции на забите на тужителот. Значи, таа не можела да утврди, а самиот тужен вика да, јас му го леков забот, а таа вика дека воопшто вршел, не може да утврди. Помнете го името нејзино. Да, Емилија Шопар Јовановска. За да биде уште поиронично, ова е од 2013 година, минатата недела, значи имаше конкурс, пријавување за нов директор на Академијата за суди и јавни обвинители, што е во Скопје, од каде што понатаму завршените се назначуваат за судии. Во тројцата, кои што се смета дека би биле, нели, како кандидати за тоа директорско место, една од тројцата беше Емилија Шопар Јовановска. Значи, котира високо, а пресудава треба да ја стави баш неа, да ја стави зад решетки со ниските нејзини незаконите одлуки, кај што не може да почитува доказ. Значи, тоа слободно судиско убедување што велиме, тоа не е ти да го направиш доказот, да го, како да кажам, да го преиначиш, да го измениш или да не го прифатиш, туку врз основа на расположливите докази да го вклучиш, што велиме, да, значи целиот твој судиски интегритет, капацитет и етичност, имајќи предвид дека се работи за повреда, кај што го имаш самиот тужен, ти дава изјава на рочиште на записник е тоа, значи доказ дека тој ја вршил интервенција и да го ослободиш. Жалбата не беше усвоена, замислете, од апелација, и тужителот, значи што е оштетен граѓанин, што 2 години се уште има последици, а првите 2 години, значи целиот, значи беше едноставно не можеше да има проток на воздух за дишење, значи тоа беше тешка повреда, лекарска грешка, да. Значи, со одбивањето на жалбата од апелација, е теретен да плати, значи, колку беше, па повеќе илјади евра, значи, тој да плати оштетата, затоа што, нели, тужел и го изгубил спорот. Значи, еднаш оштетен, втор пат оштетен и уште да плаќа. И таа, значи,
парична, како да кажам, трошоци што му падна на тужителот наместо обратно, значи поради неможност од каде се извршуваше преку пензија. Значи ова што го кажувам, значи ова пресуда може да биде, што викаат, школски пример и да се удира по глава ова Емилија Шопар-Јовановска. И сега ќе кажеме на крај околу механизмите, значи не е само што има таква пресуда, меѓутоа како тие пресуди понатаму, врз основа на тие пресуди, како ние да делуваме, затоа што во правосудството се уште не постои, рековме ради кои причини, понатаму од тоа да се оди. Зашто? Ако нели пресудуваат незаконито и на повисоките и на крајните инстанци, се гледа крајното е во Страсбур, а во Страсбур Македонија. Државата ги плаќа нивните несовесни, значи што е ова стварно, не можеме да кажеме, таа врши кривично дело. Значи она фалсификува докази поднесени во постапката, ги фалсификува, тврди нешто што не произлегува, значи тоа лажни тврдења во самата незина пресуда, тенденциозно во интерес на сторителот, значи на тој кој што навистина го оштетил тужителот. Му направил телесна повреда. Да, и тоа е доказ дека се работи за тие коруптивни спреги. И да, добро, само да видам. Да, толку е добро за неа. Да поставиме тогаш прашање. Да. Дали ова лице и сите оние други кои што донесле такви или слични одлуки, каде го казнуваат тужителот, дали се тие психички здрави луѓе? Па добро прашање е тоа, затоа што и во судовите имаат проценка, мислам дека се прави на психичката способност, нели, за да може да суди како што треба. И најверојатно и тука се прават пропустите. Сигурно, да, значи многу механизми, филтри што треба да ги помине еден судија, значи тоа не се прави и секако дека се изигрува и тука и законите и сите тие одредби. Може би таа психички не е нездрава, може би е, меѓутоа таа од друг страна е корумпирана тешко, значи високо корумпирана личност, која што може така да суди без да има никаква грижа на совест, значи веројатно е алчна по некои средства, да, што ќе си ги овозможи на тој начин, неморална, значи тука го крши етичкиот кодекс и да, криминални дела прави, затоа што ова е спротивно на се што е начело на судско постапување, особено пак на независно. Значи таа не е независна, таа е зависна, врзана со оние со кои што нели директно има некоја корист или за да донесе таква, значи ова е стварно да се чудиш дека може такво нешто да донесе при очигледна спротивна фактичка состојба што она не успева да утврди. Значи не го прави најосновното што треба судија да го прави. И сега Да, со тоа што не знам на кој начин се нашла меѓу тројцата, дали некој има предложено, само знам дека дека требало секој од нив да си поднесе кандидатура, па разбравме дека повторно е реизбрана до тогашната, нели, што беше директорка, дека ова не поднела кандидатура. Уште да поднесела, може и ќе ја избереле. Значи, меѓутоа таа е таму. Значи, се уште котира и се уште носи одлуки.
какви одлуки треба да видиме допрва, значи што се и таа има донесено. Бидејќи ова го имаме, овај низин. Постои еден пример, мора да постојат и многу Да. други примери за незината работа, да. Да. Но јас пашта се прашувам и го поставувам тоа прашање, дали таквите лица, како ова лице за кое што сега зборуваме, се психички здрави да вршат таа мощна одговорна работа. Па за тоа треба стручњаците, нели, да кажат, ние не можеме да утврдуваме таа незина состојба, меѓутоа треба да се применуваат сите предвидени механизми, значи во судовите на вистина да судат достојни луѓе, кои што се со цел човечки интегритет и капацитет за таква работа. А самата пресуда и во овој случај го потврдуваме тоа дека е доказ токму за незината сомнителна, криминогена, подложна на манипулации, на манипулација од секако вид влијанија, што трпи и не е независна. И оправданост на прашањето за незината психика. Да, и оправданост, да, на вашето прашање за незината психолошка состојба, што треба да бараме едноставно. Ете, можеби од неа да се почне, па и со други, тоа да се утврдува. Значи да не можат тие да судат, а одлуките се донесуваат во името на граѓаните на Република Македонија. Значи суди во име, а суди против самите нив и правата нивни. Да преминеме, да Сакав да кажам дека во државава генерално фали тело за утврдување на факти од секоја област, па така ова што го прашувате за нивната психолошка состојба, дали е во ред, треба веројатно да ја утврдат доктори, лекари, нели, од таа бранша, од некое тело. Арно, ама гледаме што се случуваше изминативе 3 години, и веќе јас не знам ни дали има здрави лекари кои што можат да утврдуваат нешто, со оглед дека до денес ниеден не излезе, барем во Македонија, да каже дека ова пандемијата е лажна, дека не постои ништо од тоа. Така да... Доста зборувавме за овие нешта. Сега, околу моделот за кој ги информиравме граѓаните со кои можеме заедно да се бориме против неправдата, против неправичните, незаконите, неиздржани одлуки и корупцијата на судиите и другите органи што се во Република Македонија кои носат такви одлуки. Дали сега можеме да го подкрепиме со конкретни докази самите таквите одлуки и пресуди и мињата на оние кои ги донеле и кои се наоѓаат на црната листа? Знам, доста спомнавме. Имаме ли нешто друго? Имаме многу, ама немаме два живот и време за толку емисии ние. За колку има. Меѓутоа ќе продолжиме со поединечни случаи, но еве сега денеска времето помина некако. Значи, само можам да прочитам уште толкав еден долг список, значи да покажеме еве точно со конкретни примери и докази, а во следна емисија може да образложиме во следна прилика поподробно нели за случајот. Накратко само да кажам дека ова е еден предмет за барање за денационализација, значи за одземен имот кога била нели национализацијата во 46 година
И кога во 2000-та година се донесе закон за денационализација да се исправи таа неправда на тие на кои што им е одземен по тој основ имот, да се поднесат барања, се има таму на кој начин се поднесува, значи барањето е поднесено во 2001 од наследниците на човекот кој што е починат, значи во овој случај да кажам, нели се работи значи за мој личен предмет, за мојот дедо од кого што е одземен имот и поднесуваме барање за денационализација. Тоа барање се движи како што се движи, значи не се постапува брзо, иако некои решенија што им се донесоа на други баратели заврши уште првите 2 години, значи експресно, меѓутоа завршија на оние кои што беа блиски до власта, до оние кои што нели се таму, кои што одлучуваат, прво да си ги решат нивните. Чекајќи, ние добиваме, значи, после 6 години присуда во 2007 година, дека ни се одбива нашето барање, како неосновано, затоа што не сме имале акт за одземен имот. Ние таму кажуваме дека не е издаден акт, туку имаме други докази со кои што има еден документ, на мојот дедо му се остава од одземениот имот еден дел, за да има нели сепак нешто од кое што може да живее и тој го ја носи, значи датумот, периодот, истата година кога е одземен имотот, значи тоа е образложено во тој документ. Второ, бидејќи немаат нели акт од кого е одземен, сега судов нели треба сака да утврди. Се обраќа таму нели до катастарот на одредената општина нели каде што се наоѓа тоа земјиште, сработе земјиште и таму го бара актот нели на име нели на тој на кој е одземен. Меѓутоа, имотот е одземен од мојот дедо, а тие бараат акт за одземен имот од неговиот татко, значи од мојот прадедо. Иако сегде стои дека е одземен и тоа што му дален или на него таа година е од мојот дедо. И ние се жалиме сега и кажуваме дека имате не правилно утврдена фактичка состојба, бидејќи имотот е одземет од тој и тој, а не од неговиот татко, значи погрешно барате под друго име, туку на ова. Но ние, например, добиваме сега одговор дека и жалбата ни е неоснована. И пак го повторуваат истото дека не го нашле на тоа име одземен имот. Ама ние веќе во самата жалба и му кажуваме дека не се работи за тоа име, дека е одземено од тој и тој. Значи, и му кажуваме генезата, значи сега да не го, како да кажам, узурпирам просторов лично, меѓутоа бидејќи се работи за предмет, значи, со аграрна реформа, тогаш се одземени земјишта, нели, вклучително и на мојот дедо. Тоа се случува во 1946 година. Таткото на мојот дедо, мојот прадедо, значи кој што они го бараат, нели во катастар да видат, е починат во 1941 година, кога е војна и не може новата власт што дошла после војна да го успостави катастар, значи не може во никој случај да го заведе, зашто тоа е починат 41 година. И сега ние тоа му го образложуваме дека таа година што се случува, а имаме сега во законот за денационализација стои дека доколку пак немаш таков акт за одземање, можеш да приложиш друг доказ за собственост, договор, тестамент. Ние прилагаме тестамент од мојот прапрадедо,
каде што стои сето, нели, кое што му преминува на некој начин во наследство. Меѓутоа, пошто мојот прадедо, синот на овој прапрадедото, е починат 41, не можело да се регулира на негово име. Меѓутоа се регулирало на името на син му, на мојот дедо. И сега они упорно сакаат да го најдат тој човек што никаде не е, нели, фигурира во катастар, дека пошто бидејќи не го наоѓаат по тој име и упорно ни ги одбиваат на 4 пати инстанци сите овие години нашите жалби. И сега, значи, никако не може да утврда таа состојба. И плюс, значи, толку незаконито е што во една од тие па не сакаат, да. Ясно. И сега зошто не сакаат, ќе кажам на кратко, значи само да скратам. И сега тие во едно таму од нивните присуди кажуваат или демек доколку е преминал, бидејќи му го одзеле од него, значи треба да е преминат имотот на Република Македонија, на државата. И вика, ама за тоа нема доказ, затоа што сме приложиле идентификација, пак сега мојот татко, нели, вршел на самите тие парцели каде се, и тоа е преку катастар со геодет направено се, значи еден увид. И сега вика, само по негова идентификација, демек добро, ама тоа не е доволно, затоа што не се знае дека имотот преминал на државата. А ние приложуваме, значи има таму дека е со имотни листови на Република Македонија. Тие парцели што ми се во тестаментот, што ги бараме, тие се на Република, како не преминал во државата? Кој доказ го барат, бидејќи ние го приложуваме тој? Значи, ова е исто како со претходнава Емилија Шопар. Значи, им нудиш докази за да утврдат и тие ги како да кажам, не ги земаат во предвид и бараат нешто друго, да, ги твистираат. И упорно не ги одбиваат жалбите. Сега, да ги прочитам, зошто е тоа така? Затоа што се поврзани. Значи, на ова првата од 2007, значи по 6 години од како ни е поднесено барањето за денационализација, еве само да видам тука, 2007 да се види, значи овдека се гледа, значи ова е комисија, значи влада на Република Македонија, комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на денационализација. Значи таква комисија ги решаваше овие предмети точно за денационализација под владата. И сега вика, значи во оваа комисија ова е важно да видите, да видат гледачите, значи колку членови се наредени во комисијава, јас ги броев, мислам дека се 20. Значи, тие сите кои што судат за земјата, што нема да му се врати на, нели, од која е одземена, понатаму, значи таа земја сами можат да си ја распределат, да си ја планираат или владата ќе планира, не знам кој ќе планира. Ова практично, извини, ќе си продолжиш. Му доаѓа како да они викаат дојдете кој сака да национализација, за да видат кои имоти не се ничи, односно се наводно денационализирани и каде можат да не ги вратат. И практично да си ги узурпираат. Они вака не ги знаат, ама кога ќе однесеш ти документ, он гледа. Да, и затоа ти бара секаков документ, потоа ќе ти ја одбија жалбата, а тој ги има сите документи. И како што е вака суството и сите што одлучуваат, значи тоа е можно, значи ова е најдобар начин како некој да се стекне. И сега јас само ќе ги прочитам од оваа комисија. Значи тие одлучувале и ја одбиле нашата жалба, како што ги прочита Гапи, значи ќе ги прочитаме и овие. Значи,
Ова комисија на владата на Република Македонија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на денационализација составена од Имер Алију председател, Сузана Пенева, Кире Бузлиев, Валентина Шаурек, Нада Боцевска, Мира Димишкова, Лидија Којчева, Јонче Цветковски, Букурие Ајдини, Љубица Евтимовска, Стевчо Јолаковски, Марија Крстевска, Дарко Блажевски, Марина Стаматовска, Невзат Велии, Вера Казанкова, Ирена Василева Шалјевиќ, Славче Трпески, Милка Славковска, Миодраг Богдановиќ, Лилјана Павлова, Розика Бојаджиева, Неша Петрушевска и Наташа Стојмановска членови. Значи, сите се здружиле, 20 мислам дека се, против наследници, значи на некој што му е бесправно одземен имот и место неправдата да се исправи, нас не се одбива барањето, починате тој на кој му е одземен, мојот дедо, мојот татко почина во меѓувреме истава година, значи ова е донесено во јули, мојот татко почина 4 месеца претходно во февруари 2007 година, а трчаше секој ден, тропаше по врати, цел живот за тој имот, за да го остави, како да кажам, да го едноставно сатисфакција да имаат неговите деца, внуци, значи од тоа што неговиот татко го доживел тоа неправда и плюс мојот дедо тогаш се спротиставил, нели, на таквиот начин и не бил осамен и исто како и други има 1 година поминато во затвор затоа што не сакал доброволно да се согласи со тоа беззаконско, безправен основ од земање, значи присилна национализација. И сега тие сите во канцеларија, во владата, носат да ни се одбие како неосновано. До 2017 година, значи уште 10 години, ние имаме уште 2 тужби и уште 3 жалби поднесувано, значи до управен суд. Истото тоа дека се одбива како неосновано ние и нив ќе ги читаме следниот период, следните емисии, да не одземаме време, значи сите се исто на таа црната листа за таквите одлуки. Само да кажам, документот Ана што го читаше сега е од 2007 година. Да. Јас препознав таму 2-3 имења кои што денеска се суди и во апелација. Меѓу другото, Букурија един, ете како се бираат. Значи го прави криминалот, веќе е фатен во орото и потоа се оди погоре и погоре. Денеска е чест да си чистач, а е срамота да си на било каква функција, бидејќи тоа покажува само корумпираност. Така да не може, само народот може да го оправи ова што се случува со народен суд, со своји избраници. Да. Очигледно е дека се работи за луѓе кои што се без морал, без никаква професионална етика, без никаква чест и грижа за другите и тие се на сцена подолго време. Се гледа која е нивната мотивација и донесуваат закони кои што ќе им одговараат на нив, кои што ќе се во нивна полза, а не во полза на оние кои што се всушност правите наследници на плацеви земјиште или било што друго. Јас повторно го поставувам прашањето, не барам одговор од вас, нити јас ќе го одговорам. Дали овие луѓе се психички и психолошки здрави? За не е време да си се преиспитаат и да се покајат за она што го направиле досега и да понудат некаква си одштетност, а не
да поднесуваат кандидатури за некакви си работни места кои што се одговорни, земајќи во обзир нивната историја за нивните донесени одлуки кои што секогаш биле веројатно, претпоставувам, погрешни одлуки и каде што тужителот претрпува многу здравје, време, финансиски е исто така осиромашен. Така да оние што следат ова програма ТВ откритија Discoveries, решенија за неправдите, се надеваме дека внимателно го следевте оваа емисија денеска, затоа што многу нешта се спомна, многу докази се дадоа, црната листа на незаконити одлуки, имиња на лица. Слободно можете да се јавите преку имейл, ако имате некакви прашања или нешто сакате да споделите. Мислам дека адресата може да се стави подоле на оваа видео снимка. ТВ каналот Откритија се емитува на YouTube секоја недела, исто така на Telegram, на BitChute, на Rumble. И ве молиме, скажете им на другите што немаат слушнато за овој ТВ канал, да се и тие придружат и ја следат програмата, затоа што навистина може многу нешто да се научи од сето ова и да се превземат евентуално мерки заедно, колективно, со цел, како што Ана, а и Агапи спомнате, дека народот мора да постави лица кои што ќе бидат одговорни, ќе го следат законот и уставот на Република Македонија. Ви благодариме за вашето внимание, благодариме на Ана Бобинкова Мијаковска, филозоф, академик, со огромно знаење за правото, како и Агапи исто така, огромно знаење и искуство на полето на правото. Агапи, благодариме за вашите мислења и искуства што ги имате. Сега се надеваме дека ќе ни се придружите вие што не гледате следниот четврток во 20 часот ми се чини македонско време. Во меѓувреме уште еднаш благодариме за вашето внимание и се слушаме дотогаш од мене Силвана Павловска, од Ана и од Агапи. Сен најубаво. Довидување до следниот четврток со нови примери, со нови имиња на црната листа, за кое што треба ние колективно на кои што и пат сме, да ги подвижиме работите кон исправање на овие тешки повреди на човековите права и слободи. Пријатно. Довидување.